Почитувани, Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски се жртви на политичкиот прогон и терор, но и одмазда во контекст на покривањето на грешките на оваа хунта на власт. Со секое ново оправдување на одлуката на Кацарска судот или партиското обвинителство, напишани и испратени од ист центар, се докажува политичката, а не правосудната одлука за притвор. Вчерашното правдање и до објаснување на специјалното јавно обвинителство покажува колку е политичка и неоснована одлуката за притвор на Јанакиевски и Божиновски. Самите нагласуваат дека мерки за обезбедување на двајцата се изречени уште пред година и пол, но премолчуваат да одговорат дали Јанакиевски и Божиновски во целост ги почитувале изречените мерки. Дали имало еден петок во кој што двајцата не се јавиле на суд. За разлика од аболицираниот Заев, кој велеше дека немал намера да ги почитува судските наредби и одби да се пријавува во судот, Јанакиевски и Божиновски редовно секој петок се јавуваа во судот онака како што беа определени мерките. Ефектот на крај е притвор за двајцата, а слобода за Заев. Партиските специјални обвинители го правдаат нарачаното притворање, повикувајќи се на наводна службена белешка, фингирана службена белешка по желба на нарачателите. Почитувани, актуелните писмени правдања преку соопштенија од Кацарска судството и партиските обвинителства имаат за цел да се пополни просторот без да се дадат релевантни одговори. Дали е проверена веродостојноста на исказот на службената белешка од Управата за безбедност и контраразузнавање, која, замислете, е со ознака строго доверливо. Познато е дека кабинетот на председателот Иванов остро реагираше на наводите на кои што се повикува судот. Кој издал наредба УБК да го следи председателот на државата и неговите активности? Кој ја издал наредбата за следење на Јанакиевски и Божиновски и монтирање на политички конструкции во службени белешки? Колку и какви се белешки собира УБК за работењето на председателот Иванов? Дали се злоупотребува УБК за да се фингираат политички мотивирани судски одлуки? Колку, но и против кого се подготвуваат вакви и слични конструкции? Кои се другите лица од опозицијата што се предмет на следење и обработка од УБК и други служби, но и кој ги составува списоците на политички неподобните кои треба да бидат следени? Колкава штета трпи безбедноста на државата додека УБК се расправа со политички партии и неистомисленици на СДСМ наместо со вистинските безбедносни предизвици? Почитувани, ова се прашањата на кои што власта треба да одговори. Ваквите активности со злоупотреба на службите против опозицијата се својствени на СДСМ, постојано, уште од времето на патот на независноста на Република Македонија, досега, секогаш кога СДСМ е на власт. Судството денеска мора да се ослободи од спрегите и притисоците на Зоран Заев и да работи врз база на аргументите. Аргументите велат дека ниту Јанакиевски, ниту Божиновски имале намера да заменат и да ги напуштат своите семејства. Затоа судот мора да ги исправи направените грешки и да ги прифати аргументите на одбраната изнесени во жалбата за укинување на притворот. Ви благодарам.